во договорот има, како и во секој друг договор, ниво на доверливост, со оглед на тоа дека има компании кои што во него наведуваат своји елементи на кој начин работат, на кој начин произведуваат и така натаму, и кои што нормално, како во секој двостран договор, не сакаат такви деловни тајни да бидат достапни на поширока јавност. Меѓутоа, не значи дека таков договор не е достапен до оние кои што имаат право да го имаат согласно со постапки и процедури во државата. Што значи дека вие ќе се сетите на она што јас го кажав уште пред скоро месец дена, дека прво ја повикувам антикорупцијска комисија да го погледне целиот случај од почеток до крај, и исто така го повикав и јавното обвинителство да го испита целиот случај од почеток до крај. Во моментот кога јавното обвинителство ќе го побара договорот, нормално дека тие согласно со процедури ќе го добијат, со оглед на тоа дека имаат луѓе кои што имаат степен на доверливост, сертификати и така натаму кои што таму работат. И исто така направив еден повик, кој што четврти пат го повторувам, или пети, а тоа е дека ги повикувам владата на Соединетите Американски држави и владата на Република Турција да кажат дали во текот на изминатите 2 години некој од нив или од компании кои потекнуваат од нивните земји има нешто побарано во врска со овој проект. Вие имавте вчера детален брифинг со задолжените институции кои што го подготвувале договорот врз основа на специјален закон предложен од пратеници во Собранието. Тој закон е предложен од пратеници во Собранието и договорот е над 400 страници. Со оглед на тоа дека се уште имате неразјаснети елементи во однос на договорот, тогаш јас го замолувам министерот за транспорт и врски уште еден детален брифинг да направи со медиумите,